Со оглед на годината која што измина и која што би можел да ја поделам во два дела, едниот период на несигурност и едниот период кој што почна да остава впечаток дека сепак работите можат да се одвиваат во некоја си добра насока, би посочил дека веројатно тој тренд на овие подобрувања треба да се продолжи преку остварување на сите зацртани работи кои што недостасуваа во изминатиот период и кои што практично го однесува ова општество во една ситуација на оттргнување од тие стеги кои што го доведува до некаква си форма на не знам, неадекватно место за било каков вид на делување. Дефинитивно сметам дека сегашниот период представува добра основа за да се продолжи со трендот кој што остава простор на сите луѓе, тргнувајќи и од себе, да придонесат некако првенствено на личен план, а со тоа понатаму и со влијание на другите, на општествен. И би посочил дека не треба да се воздржуваат во однос на она што претходно значеше страв од искажување на проблемите со цел да не можат да го остварат своето прво право на било каков вид на делување, поправање на сите фалинки и недостатоци во секојдневното живење. Тоа сега е видливо од многу аспекти. Сметам дека постои огромна перспектива која што колку повеќе луѓе се информирани и знаат дека можат да влијаат при нејзино остварување, толку подобро ќе биде за самото општество доколку се случи. Кога станува збор за 2018 и тргнувајќи од моето искуство, еве тука со Цивил, би потенцирал дека може би треба по-агресивна кампања да се направи за тоа кои све права и какви права имаат луѓето, односно дека нивниот глас значи многу и дека доколку се запознаат со работата на ваковиот вид на организации, може би ќе сватат дека доколку не дај Боже дојде до некоја ситуација као претходно, ќе имаат можност да реагираат навремено или каде да се обратат за да спречат било какви такви, не знам како да ги наречам, дефекти кои што општеството ги трпи ради одредени постапки на тие кои што не раководат земја, биле раководеле.